Добро вечер. Сабота 18 часот е нашиот стандарден термин посветен на вестите од културата. Во следните 10 минути да видиме кои културни настани ја одбележаа оваа работна недела. Со државниот рецитаторски надпревар на ученици од основното и средното образование. Почна второто издание на Деновите на поезијата во организација на Фондацијата Ацо Шопов поезија и Скопје Сити Мол. Манифестацијата, која се одржа од 19 до 21 мај, го обедини македонското поетско наследство со современите културни текови. Но место да чуеш ти радосна свадбена песна, тажачка слушаш да пекам, и наместо одаја брачна, јамата тесна бездушно тебе те чека. На рацете нема да залулам внуче, а ете каде ме остави? Каде? Со стихови од Григор Прличев и Константин Миладинов беше отворено второто издание на Деновите на поезијата, кое се одржа во Скопје Сити Мол. Нивните стихови ги рецитираа Никола Ристановски со придружба на Анастасија Трајковска и Давид Димовски, студенти на Факултетот за драмски уметности, како и Никола Ѓоргиев и Антонио Трајковски, студенти од класата на Драган Даутовски на Факултетот за музичка уметност. Видите, мотото е од татко ми Ацо Шопов, во кој што тој вели дека поезијата е мит за стварноста, и за јавето, за минатото и за иднината. И тоа ја резимира, сега јас лошо го парафразирав тоа мото, но тоа го означува, ја означува филозофијата на Деновите на поезијата, а тоа значи да ги ставиме во една нишка сите генерации на македонски поети, од основоположниците до најмладите, преку афирмираните современи македонски поети кои што ќе настапат деновиве тука во Скопје Сити Мол. И јас како ќерка на Ацо Шопов сум пресрекна што можам и што преку фондацијата ги остварувам овие денови во кои што се оддава почит на нашето културно наследство, поетско пред се, и што сите овие луѓе дојдоа, кој од Италија, кој од Истанбул, кој од Кувајт, од Скопје се разбира, што е тука внукот на Славко Јаневски, што е тука правнукот на Гого Ивановски, кој што прочита песна од својот прадедо, кој што патем оди во училиште, кој што се вика Ацо Шопов. Мојата возбуда е огромна. И сега како фондација, мислам дека можам да кажам дека сум задоволна од успехот на деновите, од таа идеја, повеќе идеи во одилки има, меѓу кои дека ете поезијата е производ на духот кој што е наменет за широка потрошувачка, и затоа сме во Скопје Сити Мол, да луѓето поминуваат во ова врвулица, да чујат, да ја афирмираме поезијата на овој начин. За животот и делото на Прличев и Миладинов зборуваше директорката на Институтот за македонска литература, Наташа Аврамовска. Поезијата има и сосема инаква функција, а тоа е она за која говорев по повод песната на Прличев 1762 лето, која што испеана, тој самиот кажува дека има таква иницијацијска улога на сплотување на најнапред на македонците во Охрид, за на некој начин повторно отстранување на грчкиот јазик од училиштата и земање на словенскиот, односно македонскиот. Значи, таа има и обединувачка сила. Во различни времења и во различни општествени услови поезијата има различна функција. Под мотото поезијата е и стварност и фантазија, мит на јавето за блиското и далечно минато, за блиската или уште подалечна иднина. Организаторот на оваа културна манифестација, Фондацијата Ацо Шопов поезија, и овој пат ги поврзаа во една нишка сите генерации поети, од основоположниците преку афирмираните современи поети до оние кои допрва почнуваат да ја градат утрешнината на македонската поезија. Сенгор. Беше тоа последната ноќ на детството, густа како смола. Стравот ни ги свиваше плеките додека рикаа лавовите, ги свиваше високите треви под молниот молк на таа страшна ноќ.
Огну во пенушките ти огну на надешта, бледа слико на сонцето што ме бодреше во младоста. Дојде часот на смртта. Во Музеот на Македонија беше промовирана публикацијата Кузман Јосифовски Питу животна приказна, како дел од истражувачкиот проект посветен на животниот пат на револуционерот, а се реализира во рамки на годишната програма, чија намена е да ја збогати музејската презентација и едукација на теми со историска содржина. Главната цел на книгата Кузман Јосифовски Питу животна приказна е токму тоа, таа да послужи како прирачник во образованието и за музејската едукација. Сметам дека оваа цел несомнено е постигната, бидејќи содржината на делото на книгата е во директна корелација со наставните содржини кои што се изучуваат по предметот историја во воспитно-образовниот пристап и образовен систем, но лично сметам дека оваа книга има една дополнителна вредност, бидејќи има многубројни примарни и секундарни историски извори кои што се представени во висока резолуција и дадени во една книга, а тоа е еден од недостатоците, се извинувам, со кои што се соочуваат наставниците во формалниот образовен простор. Кузман е еден од најзначајните личности во македонската историја, особено според сеќавањата на неговите другари и соборци, најзначајна личност како организатор, раководител, идеолог во народно-ослободителната борба. Во текот на Втората светска војна, кога Македонија, македонските борци и партизани најпрво ја ослободија земјата, ја формираа современата Македонска република, но истовремено мора да подсетиме дека со своето делување во последната фаза од оваа војна придонесува и за ослободувањето на другите земји и народи од поранешна Југославија. И само да подсетам дека исто така еден важен јубилеј кој што се одбележува во овој месец, а тоа се 80 години од крајот на Втората светска војна и победата на нацистичка Германија, во која што Кузман и Македонија има важна улога и тоа е еден од оние настани во нашата современа историја во која Македонија беше на вистинската страна на историјата. Студенти од 4-та година на Факултетот за ликовни уметности Скопје на студиската програма за сликарство се дел од изложбата Четирите мајстори на модернизмот, која беше поставена во Културно-информативниот центар во Скопје. Студентите на ФЛУ учествуваат и на изложбата на студентска графика Драгутин Аврамовски Гуте, која се отвори во истоимената галерија во објектот Сулијан. Факултетот за ликовни уметности низ целата година има многу настани, но изложби, работилници, разни типови, но на крајот на годината секогаш имаме поголем број на изложби. И се завршната изложба, која се случува оваа година 29 мај на објектот Педагошка академија и во нашиот друг објект, тоа е на 30 мај во Сулијан во Старата Скопска чаршија. Во овој период, минатата недела се отвори изложбата во чест на нашиот покчинат професор Драгутин Аврамовски Гуте, поддржан од Фондацијата Драгутин Аврамовски Гуте, која што е основана од неговото семејство. Таа беше 38 издание, каде што се доделуваат 3 награди, прва, втора и трета, и се доделуваат уште така и пофалници. Изложбата е во тек во просториите на објектот Сулијан, односно во галеријата која е крстена по чест на нашиот професор Драгутин Аврамовски Гуте и ќе трае и за време на завршната изложба и преку целото лето. Вечерва се отвара изложбата Четири мајстори на модернизмот. Таа се поставува моментално во Културно-информативниот центар во Скопје и исто се доделува награда и тоа е врзана со катедрата за сликарство и трансмедиумски практики. Да се вратам малку назад, изложбата Драгутин Аврамовски Гуте е со студентите од катедрата за графика и трансмедиумски практики. Целиот прилог за активностите на студентите на Факултетот за ликовна уметност ќе го емитуваме во понеделник во утринската емисија на телевизија Алфа. И тоа беше се што ви подготвивме за денешното издание на Вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.